Првиот закон за државна ревизија, со кој се регулира организацијата на Државниот завод за ревизија, опфатот на ревизиите и ревизорската работа е донесен во 1997 година. Година дена подоцна, Собранието го избра Антонио Вељанов за прв главен државен ревизор, покрај него. Во изминатите 20 години со Државниот завод за ревизија раководеа уште тројца главни државни ревизори и двајца заменици на главниот државен ревизор, и тоа: Методија Тошевски, февруари 2000-та, декември 2005 година; Драголјуб Арсовски, декември 2005-та, септември 2007 година; и Тања Таневска, декември 2007, декември 2017. Функцијата заменик главен државен ревизор ја извршуваа Благоја Илиевски, март 2000-та, март 2010 година. Да раководиш со врховна ревизорска институција, која зад себе помина 20 години ревизорско работење, е одговорност и голем предизвик. Издадовме над 1500 ревизорски извештаи во изминатите 20 години или во изминатите 2 децении. Напишените ревизорски наоди и издадените ревизорски препораки се производ на ревизорите. Во оваа прилика сакам да изразам голема благодарност до сите вработени во Државниот завод за ревизија. Со нивното учество и ентузијазам придонесеа Државниот завод за ревизија денеска да има водечка улога во системот на финансиската контрола. Ке продолжиме да се градиме во една модерна врховна ревизорска институција која ги следи трендовите на развој на професијата. Како самостоен правен субјект, Државниот завод за ревизија почна да функционира во почетокот на 1999 година со 9 вработени. Ревизијата во Македонија како професија во 40-тите години, односно кон крајот на 40-тите години од минатиот век, е формирана во структурите на Народната банка на Федеративна република Југославија во тоа време. Меѓутоа, кон крајот на 1998 година, се создадоа услови за промена на ревизорската професија, односно надградување на едно повисоко ниво, односно создавање на врховна ревизорска институција, која што беше во согласност со барањата на меѓународните ревизорски стандарди. Денес, Државниот завод за ревизија го остварува својот мандат и својата мисија со 90 вработени. Државната ревизија се извршува во 3 фази: планирање, извршување и известување. При вршењето на ревизија на регуларност и ревизија на успешност, во изминатите 2 децении издадени се над 1500 ревизорски извештаи. Сите овие ревизорски извештаи, согласно Законот за државна ревизија, се доставуваат до субјектите предмет на вршење ревизија, до Собранието на Република Северна Македонија и до надзорните органи. Согласно петтата стратешка цел на Државниот завод за ревизија за транспарентност, сите ревизорски извештаи се објавуваат на интернет страницата. Од март 2001 година, Државниот завод за ревизија е рамноправен член на Меѓународна организација на врховни ревизорски институции, а од октомври 2002 година и на Евросај, Европска организација на ВРИ. Државниот завод за ревизија има континуирана соработка со Европскиот суд на ревизори по основ на програмата за стажирање, можност за едукација која досега ја искористиле 16 државни ревизори. Во своето 20 годишно постоење, Државниот завод за ревизија реализирал неколку значајни проекти како што се проектот на Светска банка за развој на Државниот завод за ревизија 2003-2005 година, Твининг проектот со Холандскиот суд за ревизија 2006-2010, проектот со Канцеларијата на главниот ревизор на Норвешка 2012-2017, кој беше насочен кон подобрување на ефикасноста и квалитетот на ревизијата со примена на системот за управување со ревизиите. Изминатите 20 години се презедоа низа чекори во насока на унапредување на соработката на Државниот завод за ревизија со Собранието. Во јуни 2013 година беше потпишан и меморандум за соработка меѓу Државниот завод за ревизија и Собранието,
Државниот завод за ревизија има подпишано меморандуми за соработка и со други државни институции во изминатите 20 години. Државниот завод за ревизија со резултатите од своето работење беше присутен во електронските и печатените медиуми. Преку учество во дебатни емисии, беа транспарентно објавени ефектите од ревизорските наоди и препораки. Беа презентирани и ревизорски резултати од специфични теми од областите како што се животната средина, градежништвото, локалната самоуправа, здравството и други теми.